Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. Денот на народното востание против фашизмот Тетово го одбележа пред споменикот на револуцијата. Европската Унија ја одобри реформската агенда на Македонија. Првите пари може да се повлечат до крајот на годината, но зависат од спроведените реформи. Дали Меджити навестува Бадинтери во Уставниот суд? Првиот вице-премиер ја постави дилемата зошто Уставниот суд одлучува со просто мнозинство. Бугарија не дава малцински права за македонците, а постранство бара права за бугарите. Софија опомената од Советот на Европа дека не спровела ниту една препорака за малцинствата. 10 ноември повеќе не е на маса. Брисел ја одложи електронската пасошка контрола за лицата кои не се членки на Европската Унија. Македонија така далечна, а така блиска. Книга со разгледници праќани од Македонија кон Хрватска. А на самиот почеток од емисијата еве и една вест. Лидерот на БС и актуелен градоначалник на Тетово Билјал Касами од студиото на ТВ21 во емисијата Клик Плюс рече дека еден од законите кои мора да се промени е тој на Централната банка, односно банкнотите да бидат двојазични на македонски и на албански јазик. Ако Дуи се гордее што го донесе законот за јазици и унапреди употребата на албанскиот јазик, тогаш еден од законите кои треба да се смени е законот за Централна банка, за и банкнотите од оваа земја да бидат на албански јазик, изјави Касами. На оваа негова изјава веднаш пристигна реакција од левица, од каде што обвинуваат дека вреди ја повампирува идејата на Дуи за воведување двојазични банкноти. Македонскиот дел од владата по кој знае кој пат ја толерира шовинистичката политика промовирана од сопствениот коалициски партнер, се вели во соопштението. Левица апелира државните институции да ги превземат неопходните действија против оние, како што е наведено во соопштението, кои го нарушуваат уставниот поредок. Од партијата на Димитар Апасиев алармираат дека национал-шовинистичките политики не донеле ништо добро во државата. Бараме секој од останатите политички чинители да се оградат и да ја осудат антидржавната идеја на Касами и на Вреди. За потези кои го уништуваат унитарниот карактер на државата не сме да се дискутира, реагираат од левица. Vidi sine hrabar,
ostavam jaz amanet, da je srekelj rodot, što ke ostane. Nošti predalegne, sinot moj me zapraša, a tko da mi kažeš, koja piša pravdata, crnina da nosi, na heroj od rodom, a pak vam u dušman polči narodom. Sin me gleda v oči, zašto tako molčiš, duša pelin gorči i ne premolčiš. Vidi, sine hrabar, ispravi naši greški, otike ne stignat, menoj poteški. Vidi, sine hrabar, ostavam jaz amanet, da je srekelj rodot, što ke ostane. Da je srekelj rodot, što ke ostane. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
vino ispiva, mojot narod drobi toči, ime da si sočuva. Mojot narod večno moči, belin vino ispiva, mojot narod drobi toči, ime da si sočuva. Imaš koro, zarano si fanal, bez tamburi, bez tapani, sonaj na 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 na. Imaš koro, zarano si fanal, bez tamburi, bez tapani, sonaj na 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 na. Mojot narod, troskot pleme, tajno sam će iznikne. Cuti plodi, frla seme, čekaj da se provikne. Mojot narod večno moći, pelin vino ispiva. Mojot narod drobi toči, ime da si sočuva. Mojot narod večno moći, pelin vino ispiva. Mojot narod drobi toči, ime da si sočuva. Imaš koro, zarano si fanal, bez tamburi, bez tapani, sonaj na 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 na. Imaš koro, zarano si fanal, bez tamburi, bez tapani, sonaj na 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 na. Пред споменикот на победата во организација на Сојузот на борци на народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и граѓаните продолжувачи од Тетово и гарнизонот при касарната Кузман Јосифовски Питу се одржа пригодно одбележување на Денот на народното востание против фашизмот 11 октомври.
Традиционално почна со интонирање на македонската химна и едноминутно молчење во чест и слава на сите загинати борци во народно-ослободителната борба и припадници на армијата на Република Македонија, како и со полагање букети цвеќе пред споменикот на победата. Пригоден реферат за значењето на 11 октомври, изработен од професорот по историја Љубиша Марковиќ, беше прочитан на одбележувањето. Денес го одбележуваме денот на народното востание, кога македонскиот народ кренал востание во текот на 1941 година. Организираното востание против бугарскиот, италијанскиот и германскиот окупатор за ослободување на земјата почнало со нападот на борците од првиот прилепски партизански одред врз бугарскиот полициски участок и врз телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Во Прилеп борците на Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев извршиле упад на полициската станица во градот и на Прилепскиот затвор. Со овој чин бил означен почетокот на востанието на македонскиот народ против бугарскиот окупатор, а со цел конечно ослободување на земјата. На 12 октомври се огласили истрели на кумановските партизани. Во Кумановско на 12 октомври 1941 година во областа Студена вода е формиран Кумановскиот козијачки партизански одред, а во областа Менкова Колиба Карадачкиот партизански одред. Иако активноста на овие први партизански одреди е скромна, таа представува иницијална каписла за продолжување на борбата. Со овие настани почнала 4-годишната крвава народно-ослободителна војна на македонскиот народ за конечно ослободување на земјата, која завршила со успех во еден дел на Македонија. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, поттикнати во Карпошовото, Разловечкото, Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување. Со одлуката да пристапиме кон антифашистичката коалиција, македонскиот народ застанал на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на човековите вредности. 11 октомври е символ на македонската борба за слобода. Нашата историја треба да не мотивира да чекориме напред, затоа што во слободата за Македонија се вградени судбините на голем број млади луѓе кои не се штедеа во борбата за слобода и формирање на македонската држава, посочено беше во рефератот. Srce makedonsko, životot me ponese, vo tugina da živeam. I ti si sine Makedonče, vo tebe teče krv makedonska. Živjam za tebe,
krasiš Makedonija. I ti si sine Makedonče, vo tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Moro makedonsko, denje noke sine, ja smislam da se vratam vo roden kraj. I ti si sine Makedonče, vo tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Советодавниот комитет на Советот на Европа за заштита на националните малцинства објави нови мислења со кои се оценува развојот на ситуацијата со националните малцинства во Бугарија и Црна Гора и се даваат препораки до властите на двете земји. Додека Бугарија игра се поактивна улога во унапредувањето на правата на лицата кои припаѓаат на бугарските малцинства во странство, не можат да се видат истите напори на внатрешен план. Генерално има недоволна свест за малцинските права како составен дел на човековите права. Не е направен никаков напор за спроведување на голем број препораки за прашања како што се принципот на слободно самоопределување, поддршка за унапредување и заштита на малцинските права, вклучувајќи ги и јазичните права и потребата да се обезбеди целосна еднаквост и интеграција во општеството на сите што живеат во Бугарија, оценува Советодавниот комитет на Советот на Европа за рамковната конвенција за заштита на националните малцинства во своето 6-то мислење за состојбата во Бугарија, објавено на 10 октомври. Комитетот дава препораки до бугарските власти за промоција на културите и јазиците на малцинствата, за негување доверба и меѓусебно почитување, како и за подобрување на состојбата со ромското малцинство. Како и во претходните циклуси, лицата кои се идентификуваат како македонци ја повторија својата долгогодишна желба да бидат заштитени според рамковната конвенција, но бидејќи властите не го прифаќаат постоењето на објективните критериуми за нив, овие лица не можат да уживаат пристап до индивидуалните малцински права. Нивните долгорочни обиди да регистрираат здруженија кои ја промовираат македонската заедница не беа успешни, пишува во документот. Соодветниот комитет нагласува дека е потребно да се следи прагматичен пристап кон лицата кои се самоидентификуваат како македонци врз основа на принципот на слободна самоидентификација. Во извештајот се посочува дека Европскиот суд за човекови права во 12 случаи против Бугарија поднесени од здруженија чија цел е заштита на интересите на македонското малцинство во земјата, утврдил прекршување на член 11 од Европската конвенција
Конвенција за човекови права во врска со слободата за собирање и здружување поврзани со Сдруженијето Омо Илинден и со одбивање на националните судови да ги регистрираат здруженијата на жалителите. Комитетот посочува дека Европскиот суд за човекови права оценил отиваквите судски одлуки се неоправдани и представуваат непропорционално мешање во правото на слободата за здружување, меѓу другото, бидејќи здруженијата апликанти не се залагале за употреба на насилство или други недемократски средства за постигнување на нивните цели. Junak vrvi niz gorica zelena, junak vrvi niz gorica zelena, tutun pušit solunica srebrena, tutun pušit solunica srebrena. Konja java i na konju će govori, konja java i na konju će govori. Brzaj konjiće, brzaj da pobrza me, brzaj konjiće, brzaj da pobrza me. Brzaj konče, brzaj da pobrza me, brzaj konče, brzaj da pobrza me. Gdje odi me kaj što bef me za včera, gdje odi me kaj što bef me za včera. Tamo ima do tri momi ubavi, tamo ima do tri momi ubavi. Prva ta je ubava ne tolku, prva ta je ubava ne tolku. Втората е продај конјче земја, втората е продај конјче земја, третата е сам продај се за неа, третата е сам продај се за неа. Во наредните денови ќе се формира работна група составена од професори од универзитети во земјава кои ќе разговараат за моделите и предложените закони и ќе го изнесат најдобриот закон со кој ќе се регулира прашањето за правична и соодветна застапеност на етничките заедници во Македонија, информираше првиот заменик председател на владата и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меджити. Според Меджити, суштинскиот проблем е тоа што албанските партии во минатите влади дозволиле закон или закони да се носат со две мнозинства и му овозможиле на Уставниот суд да ги укинува само со просто мнозинство.
ќе биде во духот на тоа да се почитува уставната категорија на соодветната и правична застапеност на етничките заедници во Македонија, со тоа што нема да му се даде можност на Уставниот суд во иднина да го укинува овој закон како што досега укина неколку закони. И тука доаѓаме до суштинскиот проблем што албанските партии во минатите влади не го оставија во наследство, дозволија закон или закони кои се донесуваат со многу труд и политички вложувања да се носат со две мнозинства, со просто мнозинство и Бадентерово мнозинство, и му овозможија на Уставниот суд да ги укине само со просто мнозинство. Ова е главниот дефект што го оставија оние што денес плачат, бидејќи да беше поинаку на седницата за балансерот, тројца суди, двајца албанци и еден турчин да гласаа против, немаше да се укине механизмот за балансерот. Овој дефект го наследивме од ДУИ. Не ги имаат решено прашањата како што треба и ние се занимаваме со неуспесите на ДУИ и другите кои беа дел од претходните влади, вели Меджити. Тој смета дека актуелната влада има политички и демократски капацитет за да најде решение кое ќе ја почитува уставната категорија за правична и соодветна застапеност на албанците и другите немнозински етнички заедници во јавната и државна администрација, не давајќи му никакви шанси на Уставниот суд во иднина да го укине. Šara planina, praca kroz mi razvila, tamo mi je selo to, tamo mi je gnezdo to, tamo mi se mislite, tamo mi se bliskite. Moje to jelovce ovde mi je na srce pod Kostenite, mi se spomenite. Moje to jelovce ovde mi je na srce, a na dušava kućata takova. Crkva Sveti Ilija, ikona do ikona, manastir Sokonaci, gradele Makedonci, čuva Sveti Đorđija, srede naša kolija. Moje to jelovce ovde mi je na srce, pod Kostenite, mi se spomenite. Moje to jelovce ovde mi je na srce, a na dušava kućata takova. Moje to jelovce ovde mi je na srce, pod Kostenite, mi se spomenite. Moje to jelovce ovde mi je na srce, a na dušava kućata takova.
веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Oči da mi zatvora
Европската Унија го одложи воведувањето на електронска пасошка контрола за влез и излез на патници кои доаѓаат од држави што не се членки на Унијата, што требаше да започне на 10 октомври, откако Германија, Франција и Холандија изјавија дека нивните компјутерски системи на границата се уште не се подготвени. Еврокомесарката за внатрешни работи Илва Јохансон им изјави на новинарите дека 10 ноември повеќе не е на маса. Таа рече дека нема нов датум за воведување на новиот систем, но дека се разгледуваат можности за етапно воведување. Електронскиот систем за влез и излез требаше да создаде дигитална база на податоци што ги поврзува патните документи со биометриски отчитувања кои го потврдуваат идентитетот на лицето, што ја елиминира потребата за ставање печати во пасошите на надворешните граници на Европската Унија. Патниците кои влегуваат во ЕУ без виза, меѓу кои се и македонците, на границите со Унијата беше предвидено да дадат отпечатоци од прстите и фотографија на лицето, а оние кои влегуваат со виза ќе требаше да внесат само фотографија на лицето, бидејќи отпечатоците се регистрирани при поднесување на визата. Еве сега кажувам, мила моја признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Денот штом те запознам, тогаш веќе знаев јас дека топол дом некаде чека мила и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму около мојво срце, таму мила спиеш ти и дури тоа чука, таму мила остани. Добро знаеме какви бури минавме, но и покрај се досега од нас не откажавме. Сега цврсто гушниме, поглед ни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму около мојво срце, таму мила спиеш ти и дури тоа чука, таму мила остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам
svet bez tebe, ne možam da go zamislam. Glavokovo moljivo srce, tamo mila stiješ ti, i Duritova čuka, tamo mila ostani, tamo mila ostani. Градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами оствари средба со представници на компанијата Заубер Махер, при што дискутирале за следни конкретни чекори за зачувување на животната средина и одржување на чистотата на градот. Во рамките на оваа соработка ќе бидат поставени камери за мониторинг на сите клучни точки во градот со цел следење и надзор на состојбата. Општина Тетово апелира до сите граѓани да ги почитуваат правилата и да не фрлаат отпадоци на несоодветни места. Секое прекршување ќе биде санкционирано со законски мерки согласно Законот за јавна чистота. Исто така, граѓаните кои имаат интерен отпад што не може да се фрли во контейнери, се замолуваат да се обратат до јавното комунално предпријатие кој ќе се погрижи за транспорт на отпадот од нивните домови. Да се ангажираме сите за чист град и здрава животна средина без отпадоци, соопштуваат од општина Тетово. На почетокот на овој месец во градот се поставени контейнери каде што може да се одлага електронски отпад како лаптопи, телевизори, правосмукалки, слушалки, камери и слично. Se bude se kade, no nikogaš ne im sudeh ja za drugite. Što je moje, ke si ostane, ubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Što je moje, ke si ostane, ubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušte luje, društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Nešto iskreno, daj ušte luje, društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Ne se krijev nikogaš, so srce obitki bijev ne se predavav. Čisti duši, znam ke spasi me, pokraj ženi ubavi ke se skrasi me. Čisti duši, znam ke spasi me, pokraj ženi ubavi ke se skrasi me. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušte luje, društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Nešto iskreno, daj ušte luje, društvo golemo,
moja Meano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušte luje, društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja Meano. O Meani odam, rujno vino pijam, se zaradi tebe, moja lična dano, se zaradi tebe, moja lična dano. Koga ke te vidam, slatko nasmejana, duša ta mi gori, sakam da si moja, duša ta mi gori, sakam da si moja. Koga ke gi vidam, tvojte mili oči, duša ta mi gori, sakam da se moji, duša ta mi gori, sakam da se moji. Ne me mači dano, od silna ljubov goram, ako ne te ljubam, pijan jaz će umram, ako ne te ljubam, pijan jaz će umram. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ljubi srce, ljubi silno, igraj во gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj во gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убави. Ljubi srce, ljubi silno, igraj во gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj во gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Сите што ги познавам, сакаат да дознаат до кога такви сиви дни, што ни носат горчини. Ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини.
Македонско-хрватското друштво организираше промоција на книгата Македонија така далечна, така блиска на авторот Драголюб Силјановски, фотограф и филателист кој живее во Нашице, Хрватска. Присутните имаа несекојдневна можност да ја запознаат оваа публикација во која има стотина разгледници кои се испраќани од Македонија до Хрватска и на тој начин патуваа низ историјата на двете земји и народи. Најстарата разгледница датира од 1914 година, кога со Првата светска војна започнало допишувањето со заробените и ранети војници од Австро-Унгарската монархија, кои од подрачјето на Македонија се јавувале дома во Хрватска. Со втемелување на државата на србите, хрватите и словенците, подоцна кралството СХС, односно Југославија, Македонија и Хрватска се нашле во иста држава, па со размена на управниот, воениот, полицискиот и воен кадар, интензивирани се врските на македонскиот и хрватскиот народ, посочи на самиот почеток на промоцијата модераторот магистар Марко Видачек. Професорот Игор Јурков од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој беше промотор на оваа книга, рече дека главната специфичност се состои во следењето на трагите од минатото преку разгледници. Преку разгледниците, ако повеќе се задлабочите, ќе се отворат многу важни прашања, временскиот период и пораката која ја носеле. Првото нешто што го покажуваат овие разгледници е заедничкото што го имаат овие две братски земји и народи, да ни ги покажат местата и мотивите кои сведочат за присуството на оние кои ги испраќале. Овие разгледници ни кажуваат дека имало движења во двете насоки од Хрватска кон Македонија и обратно, во различни временски периоди и со различни причини, истакна професорот Јурков. Авторот Драголюб Силјановски собирал стотини разгледници за десетина години, сакајќи да ја представи културата и историјата на својата родна Македонија, па одбрал примероци кои се со македонски мотиви, а адресирани до луѓе во Хрватска. Македонците и хрватите имаат нешто заедничко, а тоа е што имаат добри луѓе, добра волја, добри домаќини без разлика на политиките. Главна е оваа човечка димензија. Оваа книга е создадена од моите изложби со разгледници кои биле представувани преку изложени паноа низ цела Хрватска и во Македонија, истакна Драголюб Силјановски. Силјановски е роден во 1961 година во Кичево, дипломирал на Економскиот факултет во Осијек. Од доаѓањето во 1972 година во Хрватска се до денес работи и живее во Нашице и е член на културно-уметничкото друштво Браќа Миладиновци од Осијек, член е на одборот на представници на македонското национално малцинство во Република Хрватска и во Осијечко-Баранската жупанија. За филантропското залагање во 2013 година добил награда за филантроп на годината во Осијечко-Баранската жупанија. Со филателија се занимава од својата 15-та година, а активно изложувал од 2014-та. Со циклусот разгледници од Македонија остварил низа гостувања во бројни градови низ Хрватска, како и во Скопје. Домаќини на оваа изложба биле сите македонски друштва во Хрватска. Samo tvoja jazda bidam mi je sudeno. Cela mladost moja jazda ti ja podaram i kraj tebe dušo moja jazda ostaram. Rodena sam za tebe, bili večno kraj mene. Ivo dobro, Ivo zlo, večno da sme zajedno. Život do veka zajedno da delime, nikogaš nije da ne se razdeli me. Život
čista je Ivone, a ljubav čuvam samo za tebe. Cela mladost moja, jazda ti ja podaram i kraj tebe, dušo moja, jazda ostaram. Nije da ne se razdeli me, život do veka, zajedno da deli me, ne daj Bože nije da se razdeli me. Nije da ne se razdeli me, život do veka, zajedno da deli me, ne daj Bože nije da se razdeli me, život do veka, zajedno da deli me, nikogaš nije da ne se razdeli me, život do veka, zajedno da deli me. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А за крајот во катчето за најмладите две приказни: Убавицата и цверот и Градскиот и селскиот глушац. Ви посакувам пријатен ден. Убавица и ѕвер. Си бил некогаш еден трговец кој имал 4 керки. Тој ги сакал сите, но најмалата, која се викала Убавица, му била најдрага. Еден ден, сосема осиромашен, тој тргнал на пат по работа, ветувајќи им на керките дека ќе им донесе подароци. Постарите керки барале скапоцени работи, а Убавица посакала само еден цвет. Работата тргнала лошо и кутриот човек, враќајќи се навечер дома, во снегот го изгубил патот. Талкајки од ненадеж се нашол пред некоја прекрасно осветлена палата. Човекот не ни знаел дека во палатата живее страшен ѕвер кој некогаш бил убав принц. Волчебницата го маѓепсала, а магијата можела да биде симната само доколку во ѕверот се влюби девојка на која нема да ја пречи грдотијата на ѕверот. Откако се разденило, трговецот тргнал дома. Поминувајќи покрај градината на палатата, му текнало на желбата на Убавица, па скинал една ружа. Само што го сторил тоа, се појавил страшниот ѕвер и му рекол на трговецот дека ќе го казни со смрт. Така исплашен, трговецот почнал да го моли ձверот да го поштеди и да му дозволи да се врати кај своите керки. Ձверот се согласил да го пушти, под услов како замена да му испрати една од керките, која ќе се согласи да ја преземе казната од нивниот татко. Попат му дал и скапоцени дарови. Кога стасал дома, очајниот татко со тешко срце им раскажал на своите керки што му се случило. За среќа на постарите сестри, Убавица веднаш се понудила да оди на место таткои. Така заедно отишле во палатата, каде таткото со тешко срце се разделил од керка си. Ձверот бил добар кон Убавица. По 3 месеци ја запрашал дали сака да се омажи за него. Девојката била тажна, зашто тој бил драг, но не можела да се омажи за него, зашто бил многу грд.
Во дворецот во една од собите стоело волшебно огледало. Еден ден, таа во огледалото го видела татка си како лежи болен и ја повикувал да го посети. Ѕверот ја пуштил со тешко срце. Таа заминала, ветувајќи дека ќе се врати за 8 дена. Времето поминувало, а таткото и сестрите ја задржале убавица, така што таа не се вратила во предвиденото време. Една вечер таа го сонила ѕверот во смртна постела како ја повикува. Се разбудила со страв и решила веднаш да тргне. Со помош на волшебниот прстен што и го дал ձверот, убавицата за миг се вратила во палатата. Таму го нашла ձверот како умира од тага по неа. Тогаш убавица сватила дека и таа го сака него, па тоа му го кажала. Изговорените зборови направиле чудо. Ձверот исчезнал и се појавил убав принц. Нивната љубов ја крунисале со брак и живееле среќно до крајот на животот. Градскиот и селскиот глушец. Еднаш, еден градски глушец тргнал да го посети својот роднина кој живеел на село. Овој пак бил помалку груб и припрост, но си го сакал својот роднина од градот. И кога слушнал дека ќе дојде, срдечно го дочекал. Се што имал да понуди било граф и сланина, леп и сирење, но му понудил од се срце. Градскиот глушец, штом седнал на трпезата, го дигнал носот и рекол: "Не можам да разберам, пријателе, како можеше да ја поставиш масата со ваква бедна храна. Па се разбира, ништо поарно и не можеш да очекуваш на село. Дојди со мене и ќе ти покажам како се живее. После само една недела во градот ќе се чудиш како си можел да живееш на село." Речено, сторено. Доцна вечерта, двајцата допатувале во домот на градскиот глушец. "Ти треба малку освежување после напорното патување," љубезно му рекол градскиот глушец и го однал пријателот во големата трпезарија. Таму можело да се видат остатоци од гозба и наскоро глувците се гоштевале со разни желеа и торти кои биле многу вкусни. Одеднаш слушнале лаеж. "Што е тоа?" прашал селскиот глушец. "Ништо, само домашните кучиња," одговорил другиот. "Само кучиња? Воопшто не ми се допаѓа оваа музика за време на вечерата." Во тој момент се отворила вратата и влегле две големи кучишта и двајцата глувци морале да скокнат и да избегаат. "Пријатно, мој мил пријателе," рекол селскиот глушец. "Што? Толку брзо ќе си одиш?" "Да, заминувам. Во градот има толку многу опасности и проблеми, така што попрво би живеел во моето нивче во селото, каде ќе бидам безбеден и ќе живеам без страв." Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.